Добре дојдовте во уште едно издание на Клучалка. И овој пат ви нудиме информации кои се надиваме дека ќе го задржат вашето внимание. Нашиот град не може да се пофали со голем број на модни случувања, но затоа пак последното кое го проследивме е за највисока оценка. Средношколците од гимназијата Ѓорче Петров ја организираа ревијата Trash Fashion, на која освен интересна мода, ни ја презентираа и својата еколошка свест. Колоритни креации, импресивни рециклирачки материјали, разиграни дизајни и уникатни модни додатоци. И сето тоа на преубавите девојки. Така звучи модниот биланс од годинишниот Trash Fashion, кој по четврти пат се одржа во холот на Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Несекојдневниот перформанс се одржа на импровизирана модна писта, каде продефилираа вкупно 18 девојки во улога на манекенки и ги представија оригиналните креации кои заедно со своите тимови ги изработија од отпадни материјали. Целта на настанот покрај приклучувањето кон светските тенденции, кои се реализираат со цел зачувување на животната средина и подигнување на свеста кај учениците и пошироката заедница за значењето и зачувувањето на природата, како и реупотребата на отпадот. Присутните гости во училишниот хол ги забавуваа младите и надежни музичари од двата училишни бенда, кои освен со преработки се представија и со своји авторски композиции. Проектот од креативната идеја преку изработката, па се до организацијата на ревијата е заслуга токму на младите креативци, под менторство на академскиот сликар, професор по ликовно образование Роберт Цветковски. Со заедничка координација во текот на изминативе неколку месеци беа изработени впечатливи креации кои беа презентирани на годинишниот спектакл, кој традиционално има и надпреварувачки карактер, а жирито имаше навистина тешка задача да ги одбере трите најдобри креации. Вниманието на присутните го привлече и единствениот машки модел, кој носеше креација насловена како момче со бели ракавици. Филип, ти си единственото машко кој учествуваше на Trash Fashion годинава. Да. Кажи ни нешто повеќе за твојата креација, називот, од што е изработена, колку време е изработена? Па, изработена според еден дел од еден уметник, момчето со белите ракавици се вика. И едноставно многу сакам да учествувам, бидејќи ми е чест да бидам тука. Јас не би ни воопшто присуствувал ако не сум со креација или било што. Така. Едноставно ми е мило. Колку време ти требаше да изработиш твојата? 2 дена. 2 дена ми требаше. Јас ја работев сам заедно со мајка ми, имаше помош. За најдобра креација на Trash Fashion 2014 беше прогласена онаа со наслов Касилеј на Клаудија Стоевска. Второто место го освои Моника Јовановска со креацијата насловена како Еко Арт. Третото место го делеа Александра Петковска и Анастасија Станковска. Моника, ти ја освои втората награда на Trash Fashion годинава. Кажи ни нешто повеќе за твојата креација. Да, ова година остави втората награда. Нашата креација се вика Еко Арт. Сукњата е изработена од гума. Имаме кабли и хартија рециклирачка, исто така и шишиња. Така, дали сама ја смисли креацијата и ја изработи? Не, има помош од една другарка и заедно работевме. Така. Дали ова е прв пат?
Не, ова ми е трета година. Во првата година земав прво место, а сега второ. Беше на сите нас, бевме инспирирани од Project Runway и одлучивме да направиме зимска креација, односно бунда. Така, дали може да ни кажете од кои материјали е изработена? Пред се весници, под весниците имаме подлога хартија бела и тоалетна хартија. Така, колку време ви требаше да изработите креацијата? Отприлика една недела. Кажи ни дали за прв пат учествуваш? Не, ова веќе ми е четврта година како учествувам и сум презадоволна. Значи веќе традиција, дали ја очекуваше наградата? Искрено не, ама срекна сум што го освоив третото место. Оригиналниот и уникатен дизајнерски печат беше забележлив кај сите креации, но сепак според жирито за најдобра креација беше прогласена она со наслов Касилеи на Клаудија Стоевска, која веќе има искуство во представувањето на оваа ревија. Таа ќе го представува училиштето на државниот избор во јуни годинава. Клаудија ти го освои првото место на Треш Фешн оваа година. Кажи ни кој е насивот на твојата креација и од што е изработена? Мојата креација се вика Касилеи. Таа е изработена од фискални, од кибрид, од памук, од еко кожа и стварно требаше многу време за да ја изработам. Сама ја изработуваш креацијата? Колку време требаше? Мислам дека целата креација додека да ја склопам ми требаше околу месец. Така. Дали ја очекуваше наградата? Со оглед на тоа колку труд вложив, очекував дека, односно се надевав дека би требало да земам некоја награда, но не очекував дека ќе земам првата. Така, кажи ни дали минатите години учествуваше на ревијата? Да, минатите години имам учествувано и еднаш имам земено трето место. Општиот впечаток од целокупниот настан е дека сите присутни имаа можност да проследат еден умешно спакуван моден настан по примерот на светските модни случувања. Креативноста, но и еколошката свест кај овие млади луѓе на крајот од модната ревија го добија заслужениот аплауз. А ние ќе им посакаме уште многу такви громогласни аплаузи за нивните успеси. Во продолжение проследете ја атмосферата од игротеката Киндерлантане, каде присуствувавме по повод Великденската работилница. Потоа проследете го прилогот за младите новинари од основното училиште Илиндан. Едукација и истовремено потикнување на креативноста кај најмалите, моменти на забава и дружба со другарчињата, едно место во илјада бои и милиони начини како да се помина час или два во игра. Станува збор за атмосферата во игротека Киндерлантане, кој ги посетивме на нивна покана по повод Великденската работилница. Великден, кажи ми мамо, Великден што е? Кажи ми мамо, празник на кој е? Празник на радоста, љубовта и младоста и поздрав лесен, Христос воскресен. Великден, Великден е празник наш најличен, православен христијански на Божик најсличен. Сега кај се оди нашиот поздрав гласи Христос се роди, на вистина се роди. И поздравот великденски налике на песна сите си велиме Христос воскресна, на вистина е воскресна. Можевме да забележиме на вистина оригинални великденски изработки, да слушнеме интересни песнички, да уживаме во забавата на најмалите во ритмот на веселите мелодии. Безпрекорната организација на оваа, како и на голем број други работилници, по најразлични поводи, незаборавни роденденски забави со ликовите од Дизни и дневните престои и под менторство на педагогот Анита Ангеловска. Какво е задоволството да се работи со деца? Значи, задоволството е необишливо, бидејќи кога ќе ги гледаш насмејани ведри лицата како излегуваат дечињата на крајот од роднинените или од дневните престои, мислам дека преубаво. Так, колку време се занимаваш со оваа работа? Значи, со оваа работа самостално се занимавам па не полна година. Така.
На која возраст се најчесто децата кои посетуваат игротеката Киндерланд? Значи, различно. Може да кажеме дека во игротеката доаѓаат дечиња од неколку месеци па се до 10-11 години, може и големи. Дали и тука важи правилото дека оние помалите остануваат со своите родители, најчесто со мајките, додека пак оние поголемите над 6 годишна возраст остануваат и сами? Не мора да значи, се зависи од самото детенце. Значи, доколку некој детенце е поопуштено и послободно, можеме сами да функционираме во игротеката, а додека пак тие малце посрамежливите дечиња остануваат со родителите, него со тек на доаѓање, со едно-две доаѓања, тие подоцна се опуштуваат и стануваме како еден тим. Како се прославуваат родендените во игротека Киндерланд? Значи, во игротека Киндерланд роденденските забави обично се двочасовни, значи зависно пак од желбата на самите родители. Доаѓаат дечињата заедно со своите мајки, значи се собираме. Подосна јас почнувам да ги цртам, значи ги маскирам децата, ги анимирам цело време, играме на песнички, како што видовте сега. Дел од кореографијата ја видовте и сами, значи на неколку песнички играме. Потоа доаѓа, значи за тортата доаѓа специјално изненадување, каде што имаме повеќе маскоти на родендените, како што се Мики Маус, Мини Маус, Вини Пу, Снежана, Кловнот и така натаму. Дали може да не кажеш од сите овие ликови кој е најпопуларен меѓу децата? Или сите ги обожаваат? Па сите ги обожаваат, но најзастапени се Мини Маус и Вини Пу. Дали може би помалите дечиња се плашат од големите маскоти? Не би рекла. Значи има некои случаи, но постепено со тек на време со родендените, значи ги покажуваме, ги адаптираме децата, значи ги повлекуваме и покажуваме прво маската, па дека јас сум таа, ќе се облекувам и така да тој страв исчезнува. Остварувањето на секоја замислена визија е навистина лесно и забавно кога станува збор со спој на младоста, знаењето и талентот. Сите овие епитети ги поседуваат токму учениците од основното општинско училиште Илинден, членови на новинарската секција, која работи под менторство на наставничката по англиски јазик Билјана Николовска-Јанковска. Наскоро на програмата на Златен канал ќе биде промовирана првата од серијата емисии со наслов Јас надвор од час, посветени на ова училиште. Ние поразговаравме со Виктор и Викторија Стаменковски, кои се полуматуранти. Токму тие во првата емисија ќе зборуваат за своето училиште, место за кое ги врезуваат многу прави нешта во текот на изминативе 8 години. Првиот чекор, првото испрашување, првиот учител, првата љубов. Мојот прв чекор, кој го направив во ова основно училиште, првите другарчиња што ги запомнав тука беа, на овој спрат, во ова училница. Првите испрашувања, првиот учител кој го запознав и кој никогаш нема да го заборавам. Криењето од испрашувањата, првите оценки, првите другарчиња. Нешто што ќе остане во моите мисли за секогаш. Првата тепачка, првата песна, првата игра, првиот цртеж и првите мисли, првата љубов. Се беше тука, на овој спрат во ова училница. Во ова канцеларија, кога вратата ќе зачкрипеше, знаевме дека доаѓа нашиот учител. Учител со строг поглед, кој ако не знаевме, секогаш немаше да одиме на физичко. Физичко, нашиот омилен предмет. Новинарската секција при училиштето пред себе има големи амбиции, но поради обемот на училишните обврски се состануваат кога имаат повеќе слободно време. Нивната желба е новинарството да го развиваат на македонски, но и паралелно на англиски јазик. Јас сум Викторија Стаменковска и сум дел од новинарската секција на основното училиште Илинден. Па во оваа секција почнавме први со помалку луѓе, но сега како продолжуваме натаму и натаму, планираме да ја зголемиме секцијата и да направиме што поуспешно. Нашиот ментор е нашата наставничка по англиски, Билјана Николовска,
и се среќаваме колку што можеме често во зависност од нашите часови. Нашиот план е да почнеме со македонски, а натаму сега го прошируваме и да го запознаваме и англискиот јазик со помош на Џастин. Сакаме да им го прикажеме како почнавме во ова училиште, а како завршуваме сега. Почетоците во кој почнавме со прво оделение, а како завршуваме сега во 8. Здраво, јас сум Виктор и сум член на новинарската секција на ООУ Илинден. Нашата секција се занимава со новинарство и имаме нов проект во кој го представуваме нашето училиште во друга слика. Се трудиме да биде и на македонски и на англиски, за да може и публиката со која не знае толку англиски да не разбере. За сите генерации кои години нанасад излегле од ова училиште, за оние кои сега ги минуваат часовите таму и воопшто за сите кривопаланчани кои сакаат да видат какви се учениците надвор од училишните клупи, наскоро ги очекува емисија креирана токму од учениците од основното училиште Илинден и се надеваме идни големи новинари. Лупита Њонго, која годинава го освои Оскарот за својата инсворена улога во филмот 12 години робство, успеа да ја премине и Анџелина Џоли. Таа е прогласена за најубава жена на светот, според магазинот People. Со ова признание, убавата црнокожа девојка од Кенија успеа да ги освои симпатиите на секаде. Лупита се најде на насловната страница на овој магазин и уште еднаш ги урна сите предрасуди и докаже дека секој е убав на свој начин, доколку верува во себе и го покажува најдоброто. Ова е навистина голем комплимент за мене. Среќна сум за сите девојки кои ќе може да ме видат на насловната страница, изјавила актерката, која во минатото имала проблем со самодовербата токму поради бојата на кожа. Минатата година Гвинет Палтроу ја понесе титулата најубава жена. Во 2012 честа да ја краси насловната на People и припадна на Бионсе, а во 2011 на Дженифер Лопес. Во елегантен и лежерен стил, фризура која никогаш не излегува од мода и одговара за секоја прилика. Но за тоа што оваа сезона е се повеќе истакната, заслужна е принцезата Кейт Мидлтон, која многу често ја забележуваме со ваквата фризура. Покрај тоа што е елегантна и префината, може да ја направите за само минута до 2. Прво убаво расчешлајте ја косата и однапред извлечете еден подолг прамен на кој ќе прикачите шнула за да не ви се меша со остатокот на косата. Целата останата коса соберете ја во полувисок опавче и зацврстите ја со стегач. Издвоениот прамен повлечете го наназад, поделите го на 2 дела и намотајте ги околу стегачот. Зацврстите ги со шнули, а собраното опавче расчешлајте го за да биде побојно. Погледнете го видеото и сами направите си кралска фризура, токму онаква каква што носи Кейт Мидлтон. Матурантки, сега е вашето време да блеснете во најдобро светло. Помешајте голема доза на елеганција и префинетост со помала доза на моменталните трендови и почувствувајте ја магијата на најубавата вечер. Сигурни сме дека вашите мисли веќе одамна се загрејани за идеалниот фустан. Длабоко деколте или отворен грб се главните трендови кои секоја година успешно се провлекуваат. Што се однесува до боите, изборот е разновиден. Комбинирајте смирувачки тонови со впечатлив накид или обратно. Веселите цветни фустани смирете ги со крем тонови. Од материјалите задржите се до безвременската елеганција на тантилата во комбинација со лесен материјал која следи линијата на телото. Додека оние кои сакаат да го сокријат вишок од килограми, би требало да изберат лелејав материјал кој нема да ги отсретува сите несовршености.
Бидете свесни дека ве чека долг процес во пронаоѓањето на идеалниот матурски фустан. Сепак еве еден добар вовед во оригиналноста на матурските креации. Are you ready, Mr. Bob Sinclair? Yeah. Right here. Актирката Деми Мур наводно не сака да биде во градот на денот на кој нејзиниот поранешен сопруг Ештон Качер ќе застане пред олтарот со Мила Кунис. Деми Мур одлучила да оди во духовен центар во Индија, каде ќе се буди во 4 часот наутро, ќе пее, ќе медитира, ќе вежба јога, здраво ќе се храни и ќе носи фустани. Хрватската пејачка Северина Вучковиќ на 2 април го прослави својот 42 роден ден. По тој повод нејзините блиски пријатели направиле видео во кое може да се видат приватните фотографии на популарната ѕвезда и нејзините пријатели. годишниот Ричард Гир очигледно не тагувал долго поради разводот со сопругата Кери Ловел, бидејќи светските медиуми пренесуваа дека на романтични состаноци веќе излегува со 21 година помладата Падма Лакшим. Се надевам дека уживавте во содржините кои ги подготвивме за вас. Доколку имате некое интересно искуство кое сакате да го споделите со кривопаланичката јавност, контактирајте не преку Facebook профилот на Златен канал. До следното видување, секое добро!